кога би се вратил назад во времето, дали, нели, кога би стоел пак пред тој предизвик, дали би го направил или не, дефинитивно би го направил пак. Мислам, сега дека има и позитивни и негативни искуства во целото тоа патешествие, идење во Америка, идење на друг континент. Во Америка заминав на 16 години. Причината зашто отидов таму беше, не знам, желбата за предизвик, да се види нешто ново, да се смени средината овде. Отидов во Тексас, значи таму бев првата година, таму го студирав, го завршив средното образование. Идејата зашто се вратив овде беше желбата за да се направи нешто свое. Желбата да се помине времето и со оние што се околу мене, што ми ја дава таа енергија да направам, што ме мотивираат, и желбата да, нели, она што сум го видел таму, го аплицирам овде. Тука има доста голем потенцијал, не само Македонија, цела Југоисточна Европа, значи има голем потенцијал посебно за едни интересни индустрии како што се информатичка технологија, како што се, нели, мал милион други, конкретно зборувам за она мојата. Почнавме како прва интерактивна маркетинг агенција во Македонија. Она што го работиме, не го работиме само на македонскиот пазар. Имаме клиенти од Македонија, имаме клиенти од Норвешка, од Америка, имаме партнери на сите страни. Она што го работам, значи го работам буквално со цело срце. Дали компанијата во Македонија или во било која друга земја, секогаш ќе има тешкоти, секогаш ќе има проблеми со, нели, со доспејани фактури, недоспејани фактури, со, не знам, недоразбирање меѓу клиенти. Тоа е дел од бизнисот. Значи таквото нешто е секогаш потешкоти, не треба да бидат стравот и потешкотиите, не треба да бидат пречка за да се направи било што. За се треба храброст, да се отвори непозната врата треба храброст, нели, да се излезе од дома треба храброст и такви моменти. Дефинитивно желбата дека можам да го направам тоа, сакам да го, повеќе она сакам да го направам тоа, чим го сакате може да го направите. Значи сам се може, не дека не се може, али е многу потешко наспротив она кога ќе имате поддршка од некој. Кога имате бизнис, работите и за себе, ама работите и за други. Не е секогаш се по ваша желба. Тука има доста компромиси, доста политика вмешано во како се справувате. Али дефинитивно, значи, пак кажам, слободата, она што кога ќе работиш за себе и имаш слободата да си го диктираш времето, тоа ми овозможува слобода, да го правам она што го сакам, ми овозможува да патувам, да имам слобода ако сакам нешто да направам. Значи, ако имам желба, сакам да го направам тоа. Значи, независно што е. Особено, значи, во, не знам, она што црпа мотивација се патувањата. Значи, шетање, конзумирање на нови информации, на нови средини, на такви ствари. За да постигнете нешто во животот, треба да го сакате тоа. Многу полесно ќе се справите со се што ќе ви дојде на тој пат, ако го сакате и сте сигурни дека го сакате тоа и ќе продолжите да чекорите напред. Што треба, значи, желба, мотивација. Се друго е, значи, споредно.